Почитувани гледачи, добро утро. Нашата екипа утро се наоѓа во едно од основните училишта во Скопје или поконкретно во Скопски аеродром, во основното училиште Љубен Лапе. Сите знаеме дека е завршена учебната година, но има причина зошто сме денеска тука, затоа што мојата соговорничка своето основно образование го има завршено токму во ова училиште. Па решивме малку да евоцираме спомени за годините поминати во основно училиште, што за нас значи крај на учебната година, 10 јуни. Како ги поменуваме или сме ги поменувале летните распусти и летните месеци. Моја денешна соговорничка е Марија Митева, портпарол на владата, со која што денеска нема да зборуваме за политика, туку ќе зборуваме токму за овие теми кои што пред малку ги најавив. Марија, добро утро. Добро утро, Милена, благодарам на поканата. Навистина ми е драго еве што можеме да зборуваме малце за едни најубави, би кажала, сеќавања кои што јас ги имам од детството. Така, Љубен Лапе, училиштето каде што учеше до 8 оделение, порано ние имавме 8-летка. Какви спомени буди ова училиште? Ве сега се наоѓаме во дворот, што почувствува кога влезе? Низмерна среќа. Навистина најубавите спомени кои што ги имам досега се од овој период од основното училиште. Навистина некоја посебна магија, навистина тука учиме не само поради оценките или да научиме да читаме и пишуваме, тука се осознаваме себе си, осознаваме што е тоа другарство, како да поделиме ужинка, како да чуваме тајна, како да го задржиме, да го надградиме другарството. Јас морам да кажам дека до ден денес оние пријатели и другарки кои што ги имам, кои што учеа заедно со мене, се моите најдобри пријатели и ден денес. Така што навистина ме радува што сме денес тука и што можеме да зборуваме за оваа тема. Така. 10 јуни помина, но 10 јуни сите не асоцира на крајот на школската година, кога сите сме можеби во моментот среќни, но потоа тажни, што неколку месеци нема да ги видиме другарчињата. Чудна емоција има на 10 јуни. Од една страна сме среќни затоа што завршува едно поглавје и некако ја можеме да почувствуваме слободата на летото, но од друга страна ќе ни недостасуваат другарите од училиште, си кажуваме каде ќе одиме на летување, како ќе го поминаме летото, па си оставаме некои писма, некои лексикони и така натаму, но е еден навистина убав момент затоа што знаеме дека нешто сме завршиле, дека не чека сега малку слобода, па веднаш потоа ќе продолжиме со нешто ново. Навистина прекрасен ден на 10 јуни и за учениците, но и за наставничките и оние кои што придонеле сите дечиња да завршат учебната година. Кој предмет ви беше омилен? Што најмногу сакавте да учите? Најмногу ги сакав општествените науки, природни науки ми беа навистина исто интересни. Беше многу интересно и ОТП, не знам сега како точно им се вика, таму некако ја дававме креацијата, се разбира физичко и музичко се предметите кои што на секое дете, па и на мене тогаш ми беа омилени. Математика не ја споменавте. Дали тоа значи дека математика беше во другата група како кај повеќето или? Апсолутно да. Јас средното училиште го завршив во Васил Антевски Дрен на правен смер, па тоа доволно кажува зошто сум била веќе во насока на правни науки, а не во општа гимназија. Така. Она што често се зборува сега меѓу родителите, како некој проблем, ако можам така да го наречам, дали децата појадуваат, дали ги сакаат ужинките, ручекот и така натаму. Се сеќаваш ли на тие моменти? Мислам дека тогаш сите јадевме се, или не беше така? Апсолутно да. Јас од прво до четврто оделение посетував едносменска целодневна настава, се извинувам, каде што од 7 до 3 часот бевме во училиште. Тука веќе е вклучен и доручекот и ручекот на децата. Се сеќавам малку подале од тука имаше една продавничка од каде секој ден јадевме превкусни сандвичи, така што навистина не прибиравме многу што јадеме, но се надевам дека сега и здравата исхрана, која што навистина е важна и која што треба да им ја зборуваме на децата, мора да продолжиме со едни такви, би кажала, промотивни кампањи за здрава исхрана, колку е важен оброкот за нив, колку е важно да соберат таа енергија преку храната за да можат и да ги завршат училишните обврски, но и да имаат, се разбира, енергија и за други активности. Така. Летниот период покрај другите работи раменети за лектирите. Дали ги читавте секогаш сите лектири, дали можеби имате некако што ви е омилена и како всушност ги поминувавте летните одмори, распусти? Летото беше навистина еден период каде што можам да кажам дека првите 2 месеци беа фокусирани на слобода, на дружење, на играње, навистина бевме надвор до доцна во ноќта и денеска од она што можам да го забележаме дека навистина во ова дигитално време некако ни недостасува таа малска игра.
Меѓутоа, август веќе беше месец каде што почнувавме да се подготвуваме и немаше дали сакаме или не сакаме, моравме да ги прочитаме лектирите. Има многу кои што ми беа омилени од Волшебното самарче до Зоки Поки се разбира, Итар Пео, Двојната лота. Навистина ги памтам затоа што некако имаа приказни кои што ни покажуваа многу состојби со кои што во подоцнежниот живот се соочуваме и да, понекогаш и ние како деца сме се бунтувале, сме велеле сакам да сум надвор, сакам да играм, меѓутоа таа некоја дисциплина која што мораше да има во месец август, навистина придонесува да и ги завршите обврските, но и да уживате. Можам да кажам дека и во летните периоди, одморите, она патување кај баба и кај дедо, каде што сознаваш некои други работи од животот, како да примиш гости, како да уживаш во малите нешта, навистина ден денес остануваат во сеќавање. Така. Полуматурата исто е така еден дел од тој период кој што ќе го паметиме. Дали сега кога ќе погледнете фотографија, исто така ви се облекле како тогаш или? Апсолутно не, но од друга страна се гордеам и на себе, но и на сите мои другарки кои што сме имале храброста, да речам, во тоа време да бидеме малку покреативни во облеката и тоа ни покажува дека навистина некои работи се многу помалку важни од она што во денешно време гледаме и како ќе се облечеме, како ќе изгледаме, колку време ќе посветиме, тогаш беше важно навистина да уживаме во забавата. Првите симпатии тогаш можеби се појавиле? Па се појавиле и оние први другарски споделувања и први тајни, сигурно и првите симпатии, што е природно и нормално за едно дете да расте. Меѓутоа, сметам дека најубавото сеќавање кое што го имам е тоа што бевме многу љубопитни, тоа што навистина знаевме да градиме другарство и пријателство, се научавме како да подадеме рака, како да помогнеме, брзо да си простиме ако има некое недоразбирање и тоа се навистина сегменти кои што ден денес ги носам со себе. Така, дали може би тоа е и советот до сите кои што се до 8, односно 9 оделини, или имате уште некој совет кој што би сакале да го споделите на самиот крај? Апсолутно да, нека бидат љубопитни, нека уживаат во летото, приказните кои што ќе ги создадат самите се најубавиот спомен кој што ќе го носат во себе. Марија, многу ви благодарам што и те сакавте да проговорите за вашето детство, нешто што е можеби не толку очекувано во однос на тоа што вие го работите во моментов, но мислам дека гледачите сакаат да знаат, нели, какви се и приватно луѓето кои што се на власт, кои што се во опозиција, без разлика во која политичка партија, така што ви благодарам што одвоивте време. Јас ви благодарам на поканата, секогаш сум отворена за вашата телевизија, особено за оваа програма која што навистина има прекрасен карактер и кој што навистина на гледачите им носи малку поинакво светло од нас политичарите. Ви благодарам уште еднаш.